За жал, по пат навака бевме информирани за лошата вест и упатувам од моje име сочувство до семејството на загубата и до сите останати семејства, нивните блиски побргу да оздрават. Почитуван председател на владата Зоран Заев, почитуван министер за земјоделство Аренит Ходжа, Ваша екселенцијо, почитуван заменик амбасадор на пријателска сојузна Германија Отограф, почитуван доматин граначалникот Перо Костадинов, почитуван директор на единицата која макотрпно работеше во изминатиот период, почитуван заменик министер за земјоделство Трајан Димковски, почитуван министер за здравство кој што не вечерва денеска тука со нас, почитувани вработени во проектната единица во министерството, почитувани представници на компанијата изведувач, на надзорот, почитуван плател како меѓународен консултант со кој што многу работевме во изминатиот период и сите оние кои што беа на некој начин вклучени во овој, би рекол, брз, значаен, модерен проект кој што од самиот почеток, пред 2 години бевме во овој крај кога започна активностите. Тоа беше на денот кога дадов оставка од министер за земјоделство и кога се повлеков. Денеска навистина ова е пример како во државата треба да се спроведуваат проектите и како треба да се грижиме за сите сектори и за сите граѓани. Голема е честа, како што кажав, што денеска заедно со сите вас и имам таа чест исто така како член на владата да го означиме почетокот на овој систем и само ќе кажам неколку збора бидејќи многу пати и многу информации сите ние знаеме и колку пумпни станици има и колку шахти има и кои се сите елементи, кои се сите села кои се офатени во рамки на овие 1200 хектари. Само ќе кажам една кратка хронологија на она што го работев. 2017 година затековме целосно блокирана проектна единица. Тие што се од земјоделството знаат, заради долгови кои што државата ги имаше кон меѓународните консултанти, кон сите оние со кои што заеднички сме ги спроведувале проектите, вклучително и првата фаза од 2003 до 2007 година. Кога бев информиран од службите дека државата должи по основ на членарини, по основ на фактури, по основ на било какви долгови кон особено меѓународните партнери, влеговме во целосно расчистување без дилема и без разговори на сите овие плаќања кои што државата треба да ги има. Без да се размислиме во тој поглед. Знаевме дека колку побрзо започнеме со нашите активности, толку побрзо ќе ги видиме резултатите кои што ги гледаме денес. За жал претходните министри со години чекале и не ги плаќале овие сметки и фактури. Плативме се она што беше долг према меѓународниот консултант кој што дава апсолутна поддршка. Влеговме во интензивни, редовни и постојани состаноци се со цел втората фаза да ја забрзаме и многу набрзо на крајот на 2017 година Германската развојна банка дојде со понуда за грант од 4 милиони евра и за потврда на политиките кои што во само неколку месеци сме ги спровеле. Неселективно, брзо, честно, искрено и одговорно. Заради тоа што немаме време за чекање и навистина секој изгубен ден за она што може да го направиме е ден каде што земјоделците може да го добијат овој модерен систем за наводнување. Го добивме грантот, подпишавме, распишавме меѓународен тендер, ги повикавме новинарите да дојдат да го следат, за да избереме најдобар понудувач, за да избереме најниски цени и навистина ни стаа отворена меѓународна транспарентна постапка. Штрабак го доби овој тендер и навистина честитам на посветеноста, на брзината, на професионалноста и на стручноста со која што истиот проект денеска го изработија. И честитки на надзорот кој што навистина даде максимална поддршка пред се заради интересите на државата, на земјоделскиот сектор, на целиот овој регион и со една посебна љубов и жар влеговме сите во изработката и во секојдневната реализација на овој проект.
се склучи договорот 2019 започна и ова е пример за проект кој што се спроведува во рок. Еве денеска немаме никакви задоснувања, целосно затворен систем на 2100 хектари, огромна инвестиција од 24 милиони евра, која што сметам дека треба да е пример за тоа како ние политичарите треба да постапуваме одговорно кон интересите на граѓаните, кон она што е наша обврска и што побрзо да создадеме се подобри услови за земјоделците, особено за сите оние кои што од овој регион тоа го работат. Но имавме и визија. Не застанавме туку уште тогаш работевме на она што денес еве повторно се гледа како реалност низ постапките, а тоа е одлуките кои што владата ги носеше за дополнителни 100 милиони евра за 4 нови системи за наводнување. Уште тогаш мислевме како ќе ја продолжиме Јужновардарска 2 преку проектот за Јужновардарска 3 од Страиште па натака со 1700 хектари и започнавме постапки и за Јужновардарска 3 и за Конско и за Пепелиште и за Лисиче и на тој начин за прв пат сметам дека имаме сериозна модернизација и фокус од старт на новата влада која што дојде во 2017 година не на расипничко трошење, туку на трошење и ориентација кон капиталните расходи, капиталните инвестиции. Започнавме неколку големи брани кои што за прв пат после 40 и 50 години се градат во државата, тоа и Конско, тоа и во Кочани, неколку големи системи за наводнување. Денес сме сведоци на овој кој што го пуштаме во употреба, но и имаме визијата и веќе министерството и сите структури работат и на Јужновардарска 3, и на Пепелиште, и на Лисиче, и на сите останати системи за наводнување за кои што верувам дека сведоци ќе бидеме во наредниот период. Нека е за добро, нека е ерлеа и честитки на сите. Повторно благодарност на сите консултанти, на поддршката на претседателот на владата кој што дојде од 2017 секојдневно прашуваше за статусот на сите проекти, на сите министри кои што поминаа и кои што го продолжија во континуитет со несебична поддршка овој проект, на сите вработени во проектната единица, во Министерството, на Штрабак, на ГИМ и да се гледаме само за добри и убави проекти. Благодарам.